Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам ретка и пријатна можност да разговарам со Виолета Калич, стручен соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура во јавната установа Домот на културата Кочо Рацин од Скопје. Се трудев ова да запомнам и да го кажам без грешка. Добро вечер, Виолета. Добре ни дојде во нашата емисија по потрага по вистинскиот збор. Со тебе имаме многу теми кои што сакам вечерва да ги поразговараме, но како и секој разговор, така и денешниот, од некаде треба да го започнеме. А ќе го започнеме од твоето родно Скопје. Ти потекнуваш, односно родена си во Скопје. Па иде малку на почетокот, раскажи ни за твоето детство и младост, за твоето мало, каде си родена, каде живееше. Издвои некои од твоите најтрајни, најубави спомени. Врати не малку во тоа Скопје од крајот на минатиот век, да речем. Добро вечер, пред се. Чест ми е што сум гостин во вашата емисија, на вашата телевизија. И ние скопјаните милуваме да кажеме дека живеевме во едно друго време, поинако време. Најверојатно е тоа и од глобален карактер таа промена која сите ја чувствувавме и порано, но сега поинтензивно во духот на ова темпо, непредвидливо, но спомените како старееме навираат се поинтензивно и се поимпресивно прозвучуваат во таа своја севкупност, даденост, обоеност, смеата, гласовите, музиката, миризбите, ги паметиме толку моќно што навистина ги будат и не навраќаат сугестивно на тие незаборавни спомени. Бројни се тие сегменти. Имав среќа да раснам во едно семејство, татко ми исто стар скопјанец, во центар израснат на тогашната Маршал Тито, сега улица Македонија, и го паметиме времето како еден спев на дружба на пред уметнички кругови. Тетката балерина, чичкото писател, другиот на филм. Значи, нашиот дом беше отворен постојано и тоа беше една врвулица од тие нивни дружби, од тие нивни интензивни разговори, од тие нивни спонтанни перформанси. Се свиреше, се пееше, се дискутираше за се, за политиката, за урбаното и неурбаното, за најчудесни теми. Меѓутоа, тешко со зборови да се долови тоа интензивно пријателство, тој порив катадневно да се другарува, да се претворат, да се спојат и денот и ноќта и да се оди спонтано од една во друга куќа, па на Мезалуци во Куманово, па на Јагула во Струга, па ако треба и до Врање, значи така се живеело, речи си надреално за денешните појмови. Сега, бидејќи знам и гледачите си љубопитни, ама и јас сум љубопитен, би сакал и да ги спомниш и имињата на тие твои роднини уметници, бидејќи ова емисија од областа на уметноста, па да ги чуеме и нивните имиња. За кој писател станува, за која балерина станува збор? Така, се седеше и во Вардар филм на вечерите, со Гане Тодоровски, кај нас балерини исто доаѓа. Не, за твоите роднини, што рече. Да, за роднините. Душан Калич е мојот чичко, писател, кој за жал помина својата младост во концентрацијниот логор Матхаузен и после на таа тема имаше голем број романи објавувани кои се продавани ширум светот и тоа во големи тиражи. А балерината? Балерината е од првата генерација Данче Слободанка Калич, првата генерација на македонската опера и балет. Значи ти фактички потекнуваш, ништо не е случајно од и Милош ќе го спомнам, да, Милош Калич, организатор на филм Црно семе, значи
Исправи се Делфина, сите тие Гапо, тие режисери доаѓале, биле дел од семејството, Емица Ти уште Джипунова. како дете си ги гледала и си била со Така расневме. многу уметници, многу Така. творци во Владо вашиот дом. Чучков, ќе го спомнам како критичар, Прекрасниот извонреден критичар, музички, да, да. ќе ретко Андре Белја не можам да не го спомнам, беше повеќе од дел од семејството, тоа е наш музички илустратор кој и за тогашните регионални Од радиото, да, и на македонското Дубровлички летни игри правеше музика. Значи, тоа се маркантни Зара Скаловска, на Тодор Скаловски, таа ми беше повеќе од роднина. Со Чичко Алек, после замина на Мартиник, па после во Франција. Значи, тешко да се слее тоа во еден збор и да се представи. Емилија Джипунова, исто критичарка балетска, таа е дел малтене од семејството, така. Инаку Лела Псалтирова ми е роднина, Илија Псалтиров, јас сум му тетка, етем, и Кирил Псалтиров ми е дел од семејството, да, големиот македонски глумец, артист, актер, да, што гордост го истакнуваме, тој ја имаше таа моќ да спојува исто бројни генерации и музичари и уметници и така расневме, секој ден беше перформанс. И сега да не ти замерат тебе, бидејќи не можеш сите да ги спомниш, ама еве спомнавме повеќе имиња, сакам сега да се вратиме малку во твоето детство, во твоето основно училиште. Колку што прочита во твојата биографија, ти си завршила во Песталоци. Да. Ајде малку да се вратиме во Песталоци, па подоцна продолжуваш во гимназијата Орце Николов, така. И ќе стигнеме до философскиот факултет. Така, историја на уметноста со археологија, каде што дипломираш, а тоа не е се, потоа продолжуваш и во странство, значи одиш во Загреб и за тоа ќе ни кажеш нешто потоа, меѓутоа ајде сега малку од Песталоци. Детство, така. Значи, школото Песталоци чекавме да се доврши во првото одделение, некој еден мал, првото полугодие моравме да бидеме гости во Коле Неделковски. Толку беше ново, го носи името на швајцарскиот педагог, филозоф Јохан Хајнрих Песталоци, затоа што тие правеа и донација од аспект да биде сеизмичка градбата, за да по земјотресот Скопски придонесат за стабилноста на новите градби. Така е зидано и тоа школа. Значи, авторитетот, нема да го заборавам, и пиететот кон учител, тоа ми остана цел живот, кон професор. Значи, имав можност да отварам бројни изложби и проекти во присуство и на председатели на речиси на сите председатели на нашата држава, па и од надвор кои гостувале, меѓутоа дипломати пред дипломатскиот кор, но тремата доаѓа само кога има професори мои, верувајте. Тој авторитет, тоа почитување, тој респект го паметам, затоа што во тоа наше време да се биде учител значело нешто многу. Тоа е голема работа, да си учител, да си педагог. Ти си, фактички, ти си влезот во животот на секое младо суштество, односно секое дете, секој ученик. И многу е битно кој ќе му го даде патот на ученикот. Така, и го паметам тоа здраво почитување кон сите тие професори. Значи, тој здраво беше огромен, особено во гимназија. Гимназијата не соочи со една огромна материја. Орце Николов. Да, Орце Николов, а јас во раното детство пројавив талент за пишување. Значи, имав и награда 13 ноемвриска, и тоа 2 пати добиена за пишување. Имав и други награди, дури откупни парични награди во Дом на армија тогашен и па гостување на Курирче фестивалот. Ете, тоа го паметам од детството, значи тоа биле свечени моменти. Па бев началник на тогашното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, па предавање на некаков рапорт, па тоа биле за нас некакви исклучителни моменти
цвети, носење на цвеќиња, во еден мал избор кај големите паметници што ги имаме, нели, кои времето го се поврзница на времето. Значи, кон сето тоа остана трага дека еден голем пиетет и едно дружење кое денеска тешко со зборови да се долови. Тоа беа деца, како се кажуваше, од познати семејства од квартот и цело време беше акцент дека сакаат родителите да знаат каде одиме, со кои деца се дружиме, за да нема нешто... Да бидат сигурни дека сте со некаде сигурни деца, да, во сигурни раце, од сигурни семејства, тоа беше акцентот на дружењето. Сега сакам овде да подвлечам дека навистина за едно дете голема радост е да се добие 13-то ноемвриската награда на град Скопје. Тие имаш добиено 2 пати, што само по себе говори дека си била талент, значи дека си пишувала добро, како дете, како ученичка. Но, бидејќи го спомнавме и Курирче, за гледачите да кажам дека Курирче беше југословенска манифестација во Кичево, наменета за децата и нивното творештво. Тоа беше една врвна, престижна манифестација. Но, по основното училиште, по гимназијата Орце Николов, ти се запишуваш, не случајно, на филозофскиот факултет, на групата за историја на уметност и археологија. И таму дипломираш, но што е многу интересно, ти една година паралелно се запишуваш и на филолошкиот факултет. Значи, твојата дарба за пишување не била случајна, си сакала тоа сето да го заокружиш, да го потврдиш и со студиите по компаратива, односно за компаратива на филолошкиот факултет. Така. Ама две лубеници под една мишка не се носат. Да, ќе спомнам како одеше сето тоа. Како одеше сето тоа? Значи, моето пишување доживеа малку фрустрација во периодот на гимназија, од аспект многу имавме предмети кои се со се поврзани најмалку со уметноста. Тоа ми недостасуваше. Премалку се учеше во таа наша гимназија. Тоа беа многу строги професори, но дадоа една јака основа за сите кои отидоа на природонаучни понатамо. Математички смер. Да, и за биолозите, и за имаме извонредно успешна. Науки, така. Да, и тоа се извонредно успешна генерација и сега се и професори дел од нив, еминентни имиња во својата сфера. Значи, после јас конечно доаѓам на своето пола, мислев дека светска книжевност ќе биде мојот избор, но некако спој на сите уметности го најдов во историјата на уметноста, која тогаш беше и со археологија. Тука ја имав таа голема чест да ми бидат професори. Кои професори беа? Баш да, тоа да те прашам. На вистина големи имиња, не само за нашата земја, туку оставиле белег и надвор како научници, големи во својата сфера. Цветан Грозданов, византологот, академикот, да. Тој ни предаваше, понатаму Борис Петковски, современа уметност. Извореден. Што да кажам за името на професорот исто доктор Иван Микулчич, едно големо име во археологијата, римска, класична, грчка, да, Вера Битракова, Гроздановска, значи, на вистина имала изворедни професори. Да, имаше проблем што се скромни во својата проценка, самовалоризација, зашто кога... Во своето однесување, И во однесувањето, значи... Ретки личности. Ќе спомнам каде е скромноста. Во Загреб продолжив на постдипломски музеологија. И требаше ментор. 2 години. Да, 2 години предавања, после се случи таа војна, за жал во просторите, и тука ја прекинав, зашто целата литература мораше во таа свеучилишна универзитетска книжница, како викат библиотека, да се престојува подолг период. Значи, тоа остана недомагистрирано, а побарав ментор кај нашиот професор Микулчич, кој, правејќи споредба со тамошните професори и таа основа што цела година ја имавме тука со предметот музеологија и
конзервација, навистина беше во една адекватна релација и бев изненадена од таа сериозна основа со која стигнав таму. Високото ниво. Ниво, да. Верувајте, неговата скромност одеше до таму што не се нафати и рече: колешке драга, ние сме боси на тоа подрачје. А ја не успеав да го убедам дека тој дека не сме боси. Да, дека сме обуени и тоа добро. Да, ете, остана тоа, викам, како да му кажам дека тој е таков експерт кој може да парира слободно на тие имиња. Професор Шола и професор Мароевиќ, специјална музеологија, професор Шола предаваше во Загреб, а Мароевиќ опча, како вика. Да. И таму имаше еминентни. Од тие постдипломски ќе го издвојам престојот во Дубровник, тоа еден грант, стипендија добив од интернационален карактер и тоа беа предавања на англиски, здружуваа бројни професори и од повеќе земји. И таму се стекнувавме исто со специфични надоградби, се тоа искуства кои оставаат трага, визуелни знаци, символи, предаваше Мирослав Туџман, Мартин Сегер од Канада, Беденко, професор, еден архитект од Загреб. Тоа беа исто така доајени, големи бардови во својата област и тоа беше еден период кој навистина остави една трага. Сите искуства се во животот добре дојдени, колку и да се разнородни. Сега јавно ќе кажам пред сите гледачи, пред целиот аудиториум, дека навистина ништо не било случајно и сега и мене дури ми е многу појасно на што се должи твојата стручност, твојата подкованост, твојата подготвеност, бидејќи ти си извореден познавач на историјата на уметноста и би рекол по-прецизно, по-конкретно на ликовната уметност. Ти си добар критичар и есеист и јас навистина се радувам, бидејќи често сум те следел кога отвараш изложби, јас сум ги читал и твоите текстови. Значи, во нив ја има Македонија, ама ја има и Хрватска, го има и Загреб, за што предмалку ти говореше. И сега веднаш да кажам, добро е што ти долги години си во јавната установа, Домот на културата Кочо Рацин, инаку за граѓаните попознат како Домот на градежните работници, каде што го водиш тој сектор за визуелни уметности, за дизајн и за архитектура, значи тие три сегменти, но ние главно тебе те гледаме како човек што организира ликовни настани, ликовни изложби, ликовни манифестации, иако ти се трудиш постојано ликовната уметност да не биде сама, туку да ја споиш и со литературата, и со музиката, во еден мултимедијален концепт. Но да не бидам преопширен, предолг со прашањето, сакам да прашам, како дојде ти во Домот на градежните работници? Тоа беше случајно или намерно, а бидејќи си долги години таму, ти си, слободно ќе кажам, синоним на домот и дури би рекол и символ на домот. И ние кога ќе ни го спомне некој Домот на културата Кочо Рацин, неизоставно те замислуваме и те гледаме тебе таму во таа институција. Благодарам за вашата убава мисла и сугестивно посочување на она што е идентитет на таа установа. Таа установа е навистина лука на македонската култура. Сите имиња релевантни од повоената и уметност и култура се поврзани неоспорно со тој се уште постоечки објект и не навраќаат и во архивите, во воопшто сеќавањата на сето она што во континуитет тој дом го има втемелено и во нашата современа уметност, култура и пошироко. Значи, имав стипендија и веќе бев во Загреб кога ме известија дека треба да почнам со работа и да ја кажам датата кога ќе почнам. И јас бев некако затечена и не знаев која дата, реков, ајде нека биде веднаш
после новата година. Значи ова беше 1 јануари. Да, 4-ти, пошто има тогаш празници повеќе удел. 4 јануари. Да, и така се случи моето вработување во домот, иако постојано мислев дека некаде во странство нешто ќе биде со таа конзервација, реставрација, нешто поврзано, но секое нешто си има своји нови можности кои на некој начин ви трасираат нови визии, нови идеали, па и ве заробуваат на едно место без да сакате енергетски. Значи, во една спонтана се нурнувате во Да. дневните обврски и животот поминува, а вие постојано сте меѓу отворање изложби, затворање изложби. Многу важно е средба со бројни уметници, творци, бројни така е. од најразлични генерации. И од земјата и од странство. Така, значи еви на компаративна книжевност, Саво Цветановски, еден на вистина тежок голем предмет, кој е така и наследен, Да. општа и компаративна, ми беше професор, дури со 9 положив тамо, па на некаква семинарска имавме и кај Ѓурчин, Мил академикот, Милан Ѓурчинов, па таму добив една 10. Значи ми значеа тие нешта, зашто Владо Урошевиќ ни ги предаваше старите народи, Елизабета Шелева беше асистента, сега едно респектабилно име во теоријата на книжевноста. Значи сето тоа е како еден мозаик од искуства кои се втемелиле, вклопиле и создале една синергија. И тоа е таа магија, во таа синергија, симбиоза на нештата, значи наплив на различни уметници, различни сензибилитети и создавање на порив да се работи се повеќе мултидисциплинарно, трансдисциплинарно, значи големи перформанси, хепенинзи, издружува разни сфери од уметноста и почна тие големи проекти и тематски оној критичен период за мир и убавината на живењето иницииравме кога беше војна во сите тие Па за екологија имавте еколошки За екологијата проект. со гордост истакнуваме дека сме од првите предвесници од раните 90-ти години, огромни хепенинзи во кои учествува и од операт, и од филхармонијата, и од фолклорот, и тоа беа дефилеа кои вклучува и кајакари, и аероклубот со еколошки пораки, и скулптори, и сликари, со дефилеа со деца, со предводени со оркестар, со дувачки инструменти се дефилираше, коничкиот клуб беше дел од дефилеата, се дефилираше низ целиот центар, почнувајќи од музеј на град. И ајде сега да рипнеме години и да дојдеме до вашиот најнов настан од пред неколку дена. Така, ете мала дигресија би рекла. Имаме чувство, ете говоревме за она што било некогаш една споредба. Веќе мојата постара генерација загрижена од понорувањето на поимот љубов кај помладата популација која е повеќе на некакви алтернативни комуникации сведена со тие виртуелни технолошки насоки, поврзници, емотикони. Љубовта стана механичка. Да, веќе како да исчезнува поривот за таа синергија, за она што за таа магија, магична опиеност, нели, сето е преточено во една поинаква... Во електроника. Да, технологизирана сфера. И се одлучив да темата поврзана со прославата формално на денот на љубените, иако не знаеме што се младите подразбира по тој поим, дали само парада со балони и музички секвенции во кафулињата, да инициираме теми, ете поврзницата меѓу генерацијата, на тоа танго, кое, па речиси, еден век обстојува ширум светот, поврзува различни генерации, различни ентитети, култури и самото потекло на таа музика е поврзано со повеќе различни, значи не е само Шпанија, фламенко, дури и Бах се спомнува, Уругвај, африканската уметност, значи не само Аргентина како лука на тоа танго, каде кое се изучува на академија, значи кај нив постои еден голем култ и таа музика, златниот период на тангото, Астор Пјацола, кој имав можност и тука да го слушам во нашата света Софија со нашата македонска музичка младина во аранжмани
Николовски џумар, тоа се импресивни доживелици, имаат и CD исто направено. Сето тоа беше потик да се направи една мултимедијална изложба која ќе биде една симбиоза на тие уметности. Често гостуваше фамилијата Тангови со перформанс од танц по отварањата, па сега и поетска вечер имавме направено. Да, значи изложува. Така, имаме различни изразни медиуми, некогаш има и проекции, филмски, видеа, инсталации, имаше перформанс сега и Сметра Мичевиќ, голема инсталација, доктор и моден креатор Александар Рашковиќ, Марија Рашковиќ. Бројни имиња се редовно учесници, Марија Светиева Пулејкова, Љубе Алексовски, значи тоа е 40-тина имиња, се тешко сите да во момент. Да, и значајни имиња, ама вклучувате секојаш и нови и млади автори. Да, тоа е целта, значи за да на младите им се долови суштината на темата и да иницираат и други тематски проекти кои ќе бидат поврзница и меѓу уметностите. Така, правите постојано анимација, но и презентација, афирмација, и тоа го правите на убав начин, а веднаш да кажам само, да не останам должен на гледачите, дека во постаро време, во Домот на градежните работници, значи, ние кога бевме млади, таму имаше две секции. Едната беше, односно клубови, литературна, каде што се собиравме како млади писатели и си читавме едни на други тоа што сме го напишале новото, но исто така имаше и ликовна секција, каде што Ѓоко Матевски не подучуваше како да цртаме, како да сликаме. Значи, во вистинска смисла на зборот, домот беше отворена една институција, едно отворено училиште, каде што ние се дружевме, другарувавме, но и се едуциравме. Значи, како млади писатели, како млади ликовни творци. И ако нешто сега ми недостасува, повторно би сакал во домот да го има тоа, значи да ги има тие две секции, тие два клуба, дека има и повеќе, но јас, како писател и човек што црта и слика, многу сум благодарен што првите почетоци ги правев и во Домот на градежните работници. Остава трага. И имаме воопшто и во архивите веќе евидентирана бројка не само на љубители кои од хоби твореле и талентот го негувале и дарбата, туку понатамо се надоградила. Да, оттамо почнале, со гордост го истакнуваат и станале уметници кои ширум светот изложуваат. Значи, тоа е голема за нас и гордост. Ѓоко Матевски имав чест да го познавам и да соработуваме. Во тој период тој беше едно име кое го изучувавме во современата македонска уметност и како студенти. Тој го има основано и ликовниот клуб, и галерија Кора, и првите изложби ги има отварано во тие простори кои се денеска галерија Сутерен, после во малиот салон, а после го адаптиравме и големиот салон кој е мултифункционален, кај што и предавања се случуваат и трибини, и различни, имавме и оркестри, камерен оркестар при домот со кој направивме значајни гостувања на Европската академија во Берлин, во Варшава, со хорот Света Злата Мегленска гостувавме на Кембридж, таму името на Ана Дурловски, морам да го спомнам, млада сопранистка беше, кога настапи и во Годалминг, на надпреварот под покровителство на тогашната уште кралица Мајка, така беше насловено, а после во амбасадата на Република Македонија во Лондон, амбасадор беше Ристо Никовски, а подржа соработката во црквата православна Сент Архангел во Лондон, и на Кембридж е важна соработката затоа што имавме после тоа гостување тамо и тој концертен настап кој тешко во зборови да се преточи. Таму го запознавме и Джеймс Гросмит со македонско потекло. Мајката е од Охрид, Костадинка Гросмит, и сестрата е харфистка Анабел Гросмит. Возвратна посета направија во нашата земја. Тоа беше голем настан со 30 на членови од Кембридж, од
Клеа Коледж за музика со директорот на Клеа Коледж од Кембридж, Тимоти Браун. И тука направив еден голем заеднички мултимедијален перформанс на Мерези на Стапија, но и во Битола на Хераклеиските вечери, во Охрид. Тоа беше спој на неколку хора, нивниот хор со 30 на членови, диригираше нашиот маестро Александар Лековски и хорот Света Злата по диригенство на Летка Полизова Димовска. Тоа беа, значи, ја промовирав книга стихозбирката Прстенувања со молкот, која е еден мал дневник за едно минато време. Ајде тука малку само да ставиме на точка запирка, зашто ќе продолжиме. Ти ја спомна Англија, го спомна Лондон, соработката со Кембридж, но слична активност имате и во Австрија и во други земји. Ама јас сепак малку сакам да кажеме некој збор повеќе за твојата прва стихозбирка Прстенување со молкот. Тоа е доказ дека ти си писателка, односно поетеса. Таа книга Прстенување со молкот содржи стихови кои што се преведени и на повеќе други, односно странски јазици. Да. Ајде малку авторот да ни каже нешто повеќе за своето деби во литературата, за својата прва книга. Да, тоа беше една непосредна, спонтана последица на еден младешки, турбулентен период, препон со обилство сензации, преточени и слеани во стих, и кој одразува еден растеж на едно битие во обличување на сништата, на панека се илузии и дезилузионизирање понатаму на светот, го одразува тој светоглед, несомнено. Мислам дека преку творештвото секој автор себе си се, колку и да сакал или не, се разоткрива својата суштина, своето јазгро, својата срцевина, своите најкревки, оние најскришни, најнедопрени катчиња кои пулсираат во билото. Затоа е поезијата таква, помалку или повеќе сугестивна, доколку го одразува непосредно она што сме. Во тоа верувам. Значи, има секвенции од настани, вистински доживеани, преточени во стих и запис и со дата. Има дел од имагинацијата, од сништата, од фантазијата. И сето тоа одразува едно време и еден светоглед на една тогаш уште млада, би рекла, особа. Сега некогаш ми изгледаат многу зрели на момент и некои се некако не толку сериозни од оваа дистанца, да, младешки кажувам, затоа што сиот живот разоткриваме поглавја, растежот е несомнено кај секој единка, она што е императив, како старееме осознаваме и мудроста ја разоткриваме. Сега, кога ја спомнам на твојата прва книга поетска, Прстенување на молкот, мислам дека е добро да ја спомнеме твојата книга Осврти, од областа веќе. Која што навистина е сериозен твој труд. Осврти е насловот, а под насловот на книгата е Рефлексии, илуминации и реминисценции. Ми се допаѓаат сите три термина во поднасловот. Оваа книга е навистина репрезентативна, изгледа прекрасно, како монографија. Луксузна, со многу твои текстови, со убави репродукции, ликовни дела. Навистина книга која што слободно може да има и тврди корици и да се каже дека е капитално дело, бидејќи ти во оваа книга имаш навистина голем број на текстови, пишувани по различни поводи. Меѓутоа, тука е врвот, тука е кремот на македонската ликовна уметност, иако имаш тука ти и автори од странство, се разбира. Меѓутоа, она што е за нас посебно значајно, ти во оваа книга пишуваш текстови за Милош Коџоман, за Мирко Вујсич, за Мирослав Масин, за Наталија
Пулејкова-Радевска и за многу други автори кои што се значајни и кои што се всушност денеска репрезенти на македонската ликовна уметност и се носечки автори имиња на македонската ликовна сцена. Ајде, кажи ни нешто повеќе од ова, јас ќе го кажа, во врска со овој твој, навистина, сериозен, стручен труд. Како времето што изминува, тоа се веќе 37 година од мој континуиран ангажман во нашата установа Дом на култура Кочорацин Скопје, тоа се преку 1000 отворени изложби, тоа се илјадници дела поминати низ рака, тоа се неброени блесоци, рефлекси, зашто е под насловот. Тој сугерира, тој обид да се на еден начин колку може сублимирано, тоа е еден мал дел, мала секвенца од сето она што заслужува да биде опфатено и одбележано. Би требало навистина неколку тома да се направат за да ги соберат сите оние значајни нешта што оставиле бележителна трага. Зошто е илуминација, тоа е таа духовна допреност или рефлексија, таа го рефлектира она што е белег трага на едно време. Затоа е тој поднаслов, реминисценци, тоа е тоа навраќање, нели, во нашата меморија, која станува не само субјективно, туку дел од колективно навраќање и порив да негде остави трага, макар дел од тие бројни доживелици кои не здружува и се уште не здружуваат, им се радуваме на тие заеднички особено изложби. Имав чест да биде тука промовирана книгата со голема изложба во сите салони на Кора, покрај тогашните ограничувања пандемиски, свиреше Куфо Јанакис на виолина, имавме и онлайн, па се вклучија најнеочекувани имиња и од странство дури, Моника Радхов Трол, уметницата од Германија, се вклучи, и од сферата на музиката Драган Гоневски, виолончелистот, Елизабета Шелева од сферата на критиката. Тоа се лица кои се толку зафатени, најмалку очекував дека онлайн ќе се придружат кон настанот и така. Ова е многу добра илустрација која говореше за промоцијата на твојата книга Осврти. Всушност ти како да говореше за севкупната твоја активност што ја имаш и во домот и надвор од домот. А тоа е мултикултурата. Бидејќи, како ретко кој друг, едно е теоретски, ама во праксисот, по праксата, ти тоа секојдневно го практикуваш. Ти ги обединуваш, ти правиш една симбиоза на уметностите, една синтеза. И ако е нешто за тебе карактеристично, Виолета, тоа е дека ти реализираш проекти кои што се ангажирани, значи од ангажиран карактер. Тематски изложби, кои имаат за цел да ги афирмираат темите од глобално значење. А кои се тие теми? Мултикултурализмот, родовите прашања, екологијата ја спомнам и слично. Ти исто така учествуваш на бројни ликовни колонии. Таму си организатор, куратор и селектор. А и малку некој збор за тие ликовни колонии, бидејќи мислам дека ликовните колонии се вистински манифестации и на создавање, и на запознавање, и на другарување на ликовните творци. Ја имав таа голема чест да бидам дел од таа посебност која тие ја означуваат по својот концепт и во својот зародиш, како што е Лесновската ликовна колонија, каде што со огромен пиетет, со години се навраќав, тоа беше за мене еден сосема друг, поинаков свет, на една возвишена анахоретска сакралност, на една поинаква филозофија, на поимање на она световно, нашеката дневно, каде што човек понорува во таа многуслојност, која значи повеќе не само теозофски приот кон светот и филозофијата на нештата, и не само перцепирање на тие големи ансамбли кои оставиле трага во бројните паметници по кои нашата земја е навистина
и позната и која оставила трага во средновековната и византиска уметност на едно високо ниво, туку да се доживее непосредно таа енергија која ја еманира еден таков комплекс каков што е Лесновскиот манастир, кој бил во средновековието една голема центарна препишувачка школа, голема која значила еден култ кон ерудицијата, кон писменоста и сето она што го подразбира тој навистина импозантен споменик на културата и сиот тој околиш што тешко со зборови се преточува во запис и ја имав таа навистина голема чест со години на Лесново да бидам дел. Но се јави порив и за осознавањето на убавините и на другите наши регии, така што после колониите кои имаат свој посебен кодекс на действување, ги преточивме во нешто поспонтано и ги насловивме констелации. На Чеплес направивме, значи убавините на тој цел предел ги осознававме, на Мариово исто направивме, во Будимирци, исто така едни нови, посебни, маркантни искуства означуваат колониите, во Крушево, каде што изложбата веднаш се отвори. После иницииравме и на Јелак, со фестивалот за љубовта и уметноста со Диме Темков, исто една голема интердисциплинарна колонија на Нерези се случуваше. Со ВАК фестивалот се случува после еден друг вид на здружување на 14 земји различни, во овај каталогот, тие светски уметнички игри кои се случуваат една година во Рим, другата во Париз, а Скопје имаше таа чест да биде домакин, токму во нашиот дом на култура се случуваат тие представници. Значи, зошто е мултикултурализмот за мене алфа и омега или круцијелната преокупација, вербата дека светот може само да функционира преку еден взаемен диалог. Разнородноста е неминовно. Ние имаме вкрстување на различни цивилизации, не само тука на ова наше поднебје, туку и глобално гледано, различни култури, различни светогледи, а навистина е магично импресивна моќта на уметноста која успева тоа да го синхронизира, да го воспостави мигновено тој диалог и верувајте да ја надмине моќта на политиката катадневна, која со големи турбуленции се обидува да се справи со предизвиците, а уметноста тоа некако волшебно го ги надминува бариерите. Прекрасно речено, прекрасно кажано. Мене ми е жал што се приближуваме кон крајот на емисијата. Инаку, Виолета Калич говори изворедно и имаме толку многу теми, толку факти, толку податоци, ама јас сепак на крајот на брзина сакам да кажам дека ти организираш, учествуваш во проекти и од хуманитарен карактер, дека исто така се занимаваш и со преведување, имаш преведувано за третата програма на Радио Скопје, дека си надворешен дописник на Гласот на Хрватска, дека со документарната редакција од Македонската телевизија снимаш 2 филма и дека се уште си многу активна и јас посакувам тој процес никогаш да не прекине, да продолжи, а сега на крајот од емисијата ќе те замолам со еден од овие наши фломастери, овие бои. Со црвениот. Црвената боја секојаш ја избираат дамите. Овдека Виолета Калич, значи твоето име, во горниот дел, а овде ќе ни напишеш една твоја порака, една твоја мисла, едно гесло, бидејќи од овие свитоци, овдека пораката, во овој дел, ќе подготвиме и изложба на учесниците на емисијата во потрага по вистинскиот збор. Љубовта и вистината. И вистината. Се најмокното нешто. Изгледа нема помоќно оружје. Така. Се најмоćното нешто. Нешто. Поврзница помеѓу световите. Добро.
времето, просторот, културите. Културите и генерациите. Вистината е немокното Подпиши оружје. ми се скратено тука. Вики, со рака, Благодарност. да ти честитам за Благодарност. сиот твој досегашен ангажман, за се што имаш направено, сите твои успеси, резултати, награди и признание, кои што навистина секогаш си ги заслужено. Да се гледаме само по вакви убави поводи и продолжи да организираш манифестации во домот, каде што и понатаму ќе ја шириш позитивната енергија и култура. Воедно благодарност до сите медиуми, зашто на вистина беа неразделен дел од тој наш подем. Благодарност до нашите македонски културни друштва, кои поддржуваа голем број наши изложби, големи мултикултурни проекти во Риека, во Сплит со години, во Загреб, но и до Министерството за надворешни работи, без кои не би можеле да ги реализираме исто значајните проекти, мултикултурни изложби големи, кои издружува 60 уметници од различни генерации во Вашингтон, во Соединетите Американски држави, во Отава, во Канада, во Брисел, во Париз и во Виена, каде што ја промовиравме и книгата моја Осврти. Ви благодарам уште еднаш и на вашата телевизија и посакувам успех и добро